Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ве носам вас со мене да ви покажам како јас произведувам храна, односно како ја припремам мојата градина. Јас произведувам храна на специфичен начин, затоа што јас не ја орам мојата земја и кога ќе посадам нешто јас тоа не го наводнувам. Тоа сето можам да го постигнем на начин на кој што сега ќе ви го покажам. Тоа е начин на малчирање на земјата, односно покривање на земјата со органски материјал, односно на начин како што прави природата. Како што знаете, сите корисни бактерии се на површината од земјата, а ние кога ораме ја превртуваме таа земја и ги уништуваме тие сите корисни бактерии и хранливи и минерали, се што ни треба нас, ние го уништуваме за потоа да ставаме хемикали за да може тоа што ќе го насадиме да расте. Меѓутоа јас не го правам тоа и ајде одиме да ви покажам како јас ја припремам мојата градина. Значи, веќе дојде јесента и е време да се припремиме за наредната сезона, односно да припремиме нашата градина. Сигурно сте го слушнале изразот рајот е на земјата. Тоа се мисли буквално, односно дека кога сте во допир со земјата, вие сте во рајот. И сигурно сте ги виделе сите луѓе колку се успешни и среќни што работат земја. Значи, исто така и успехот се разликува од човек на човек, за некој успех да направи 1.000.000 евра, супер ако е среќен во тоа, нека си тера, за некој успех да се произведе здрава храна, да зачува природата. За трети не знам што е таму успех, меѓутоа успехот и среќата секој е различен. За мене, например, среќата е во земјата, или рајот е на земјата, во допир со земјата. Поради тоа јас се трудам да ја зачувам земјата, односно да не ја орам, да не ја копам, да не ја уништувам, за да може оваа земја да им служи на многу наредни генерации. Ние сега за жал размислуваме само од ден за ден, односно од денеска за утре, не размислуваме за идните генерации. Меѓутоа нашите предци размислувале за идните генерации, тие размислувале за 7 генерации нанапред и тие никогаш не би се нафатиле да ја прскаат земјата и да ја уништуваат. Затоа што знаеле дека таа земја подоцна ќе треба некој да живее од неа и да се исхранува. Токму јас се трудам тоа да го направам во мојата градина. Јас си произведувам храна или се трудам да произведам храна на органски начин, што кажа без копање, без вадење, без многу уништување на земјата. Ајде одиме сега во градината и ќе видите на што мислам. Процесот е многу едноставен. Секој може да го направи и верувајте, треба помалце работа отколку на класичното одледување на храна, односно одледувањето на храната со орање и со прскање и со често наводнување. Со мојот метод не треба прскање, не треба ни наводнување, не треба ни копање. Сам сите се плашите од копање, па еве ви метода како да си одледате храна, односно да си имате своја бавча без да копате. Прво што ви треба е секако слама. Слама е сува трава, суви остатоци од гранки, се може да искористите, се што е органски материјал, можете да соберете од околината и подоцна тој материјал да го ставите на едно одредено место кај што сакате да садите. Како што гледате, јас си собирам слама од мојата околина, ја собирам на едно место поголема количини и после ја нанесувам на местото кај што треба да садам. Сега сета таа слама што сме ја собрале, одиме на местото кое што претходно сме го определиле за бавче, односно место каде што ќе си садиме,
И се што треба да правиме е да распределиме таа слама равноправно насекаде, значи да се покрие целата површина, а тоа е најубаво да се прави во есен, затоа што ќе има доволно време она да си легне и да си скапе и на тој начин да загуши вегетацијата што се наоѓа одоздоле. Значи сламата ви врши работата за вас, односно ја убива вегетацијата одоздоле, ја скапува и на тој начин создава дополнителен слој на хумус, односно ја прави земјата уште по-убава, породна, и верувајте, ако пробате, ќе се уверите колку лесно се расте на таква земја која што претходно е малчирана, односно покриена со слама. На овој начин вие не само што се спасувате од многу работа, како што е копање,орање, сите тие работи, после тоа плевење, вие ја појачувате самата земја, односно ја правите поквалитетна, односно го зголемувате квалитетот на земјата, и на тој начин вие можеби од сиромашна земја можете да направите богата земја која што ќе раѓа се. Во оваа земја, верувајте, јас секоја година ставам слама и на некој начин земјата станува се подобра и подобра и таа станува дури отпорна од болести. Значи што и да насадам на оваа земја, мене ништо не ми се разболува. Јас не користам скоро никакви препарати на оваа земја, прскам само со коприва, чисто од превенција, и тоа е тоа. Но како што гледате, сламата ја врши целата работа за мен. Значи многу едноставен метод, ќе ве спаси од работа, ќе ве спаси од загадување, затоа што, како што знаете, земјата во Македонија изумира, а земјоделците при производство на храна тие убиваат својата земја, и веќе и не можеме да најдеме чиста земја која што не е полна со хемикали, затоа што на тие хемикали требаат многу години додека да испаднат од таа почва. И затоа таа почва станува зависна од хемикали. Без хемикали не можете да садите. Еднаш хемикали, за секогаш хемикали ќе ставате. И еве како што гледате, еве како изгледа парцелата што е малчирана. А гледате како изгледа горе, кај што има трава. И се што треба да направите напролет е да тргнете сламата и да насадите нешто. Значи многу едноставно. Значи садите нешто во тој простор и околната слама овозможува влажност и заштита на тоа растение, така да нема потреба да копате, нема потреба да плевите. Значи наједноставниот метод. Нема потреба ни да ставате вода, затоа што веќе има влага, сламата ја задржува влагата. И тоа е тоа. Значи јас завршив со мојата градина, со припремата на мојата градина. Ако ви интересира нешто плюс, прашајте. И мора да се пофалам дека јас имам одлични резултати со оваа метода на не копање. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Се надевам ви се допадна оваа моја метода на не копање која што јас се применувам за производство на храна. Се молам да ја примените, затоа што верувајте, ова е единствениот начин да се спаси почвата, и да обезбедиме сигурна иднина за идните генерации, затоа што ни оваа земја ја позајмивме од идните генерации и треба да им ја вратиме во убава состојба, а не во отруена и уништена состојба, па да они мора да јадат хемикали и такви работи. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме во некое моје наредно видео или низ нашата преубава Македонија. Поздрав и секое добро!